Благодарам. Јас сум свесен дека овој закон е во насока на усогласување со законот за прекршоци, но во рамки на темата која што ја разработува законот, јас сакам повторно во Собранието на Република Македонија да го искористам присуството и на заменик министерот за финансии, но и на поголем број на пратениците кои што се денеска на работа, да потсетам дека во ова собрание пред една година отворивме дискусија во врска со драстично зголемениот број на отворени казина, коцкарници и така натака и разноразни продавници на среќа и на занес, кои што ни се случува масовно во Република Македонија. Тогаш колегите од ДУИ иницираа една расправа во врска со можноста за ограничување на бројот, условите, критериумите за отварање на казина, што јас лично начелно го поддржав како правец кој што треба да го разгледаме и размислиме, но за жал од тогаш до денеска нема никаква иницијатива нити Собранието на Република Македонија, нити владата на Република Македонија во врска со тогаш прокламираната намера дека треба да се воведе ред и потешки, покомплицирани услови за отварање на разноразни коцкарници и места на игри на среќа. Од аспект дека заменик министерот за финансии доаѓа исто така по предлог од ДУИ, веројатно и може да се вклучи во расправата и да даде одредени согледувања. Јас верувам дека во најмала рака по иницијатива на пратеничката група на ДУИ имаат одредени анализи направено. Јас немам добиено никаква анализа и она што ќе го зборувам како впечаток на граѓанин во Република Македонија. Значи, на која и да сакате раскрсница во Скопје. Еве, еден предизвик за пратенициве да направиме. На која раскрсница сакате да застанете во Скопје, завртете со погледот 360 степени, ќе видите дека на секоја раскрсница во Скопје има најмалце две казина. Оние за слот машини, за такви работи. Значи, најмалце две. Кај соборен храм на таа раскрсница посебно погледнете, зашто во видокругот на човек може да изброите 7. Значи, места за коцкање, со слот машини, со се што треба. Таа појава е масовна насекаде низ Република Македонија. Колегата Јусуф од Турската партија не е присутен, но со него разговаравме заради тоа што и он беше еден од иницијаторите на оваа расправа. Ми кажа еден пример дека луѓе, повратници во Врапчиште, сакале да отворат аптека. Но фондот не им дал договор да склучат, заради тоа што според регулативата во Република Македонија, бројот на аптеки во населени места е ограничен. И тоа го спориме или не го спориме, небитно, по број на жители. Но бројот на коцкарници, казина, слот машини, кладилници и така натака е неограничен. Че во Врапчиште може да има максимум 2 аптеки, но може да има 10 коцкарници. И тоа со регулатива од државата. И тоа е нелогично. Јас немам намера да се мешам во животот на никого. Секој ќе си одлучува за своите постапки. Секој ќе си одлучува каде ќе ги троши своите пари. Секој ќе си одлучува каде ќе си ја бара среќата. Но, како пратеници, како собрание, како одговорни политичари, треба да бидеме свесни за најмалку 2 моменти. Прво, во секоја држава која што е во криза или оди кон криза, бројот на коцкарници, казина, места за игри на среќа, спортски кладилници се зголемува. И тоа го гледам. Второ, мора на некој начин да воведеме ред заради тоа што од друг аспект, кој што тогаш го дискутирав јас, ние на тој начин создаваме услови и сите од нас. Еве, подсетете се сите колеги, дали не познавате најмалку едно семејство во вашето обкружување, комши, пријатели, познаници, сопартици, било како, кои што не настрадале со занес кон оваа проблематика. Ние создаваме социјални случаи, создаваме семејства кои што се растураат на тој начин, а немаме ред. Аргументите од другата страна се дека многу луѓе работеле во овој сектор и дека, замислете, државата имала голем прилив од данокот кој што е на игрите на среќа. Под игри на среќа не знам јас точно да ги класифицирам што е ова со слот машини, што е казина, што се спортски кладилници,
Но, ако граѓаните не ги трошат парите за коцкарници, веројатно ќе ги трошат за попаметни работи. Државата мора да воведе ред. Мора да воведе ред. Не може да има слот машини во секој кафич во државата. Сме донеле закон пред неколку дена, ми спомна едни пријатели, дека во секоја спортска кладилница сега сме донеле закон, во меѓувреме може да има и апарат. Што е веќе друга фаза на навлегување во овој проблем. Еве, не, окей, не ме сваќајте, критиката кон ова не ја ставајте во временска рамка или политичка рамка, иако и тука може да развиваме дискусија, но немојте така. Да го погледнеме другиот сегмент. Да го погледнеме сегментот дека масовна појава имаме на отварање на секој ќош. Да не зборам за тоа дека нема ред. Дека децата си ги трошат парите што треба да ги користат за наш школа, ги трошат по вакви места. Ја не велам тоа да се забрани. Пак ќе кажам, на никога ние не треба да му кажеме како треба да води живот. Но, не може да има, тоа што го каже колегата Јусов, го искористив во една прилика, не може да имаме ограничен број на аптеки, дека во Врапчиште мора да има 2 и не повеќе, а да има неограничен број на кладилници, казина, слот машини и така натака и така натака. Дајте да воведеме критериум. Дајте да кажеме дека пред се до училишта, основни, средни, која дистанца, кое место. Да поделиме што е спортска кладилница, што е слот машини. Да видиме дали треба да дозволиме во урбани средини, во населени места да има само кладилници или треба да дозволиме да има и слот машини. Има држави кои што тоа го регулираат. Со тоа што дозволуваат исклучиво во погранична зона да има казина и таков тип на коцкарници. Јас сум свесен дека голем дел од економијата која што се создава во Гевгелија исто така зависи од тоа. Но таму е друг проблем, таму има друга држава која што треба да води сметка за своите граѓани. Ние имаме казина и коцкарници на секоја, буквално луѓе, на секоја раскрсница, ве молам, запрете на секој семафор во Скопје, на секоја раскрсница има казина и коцкарници. Уште еднаш ќе ви кажам, кај Соборен храм, на таа раскрсница, во видно поле на човек има 7 на една раскрсница. Ја користам оваа прилика, знаејќи дека не можам со овој закон сега никако да реагирам и да действувам, но да ги подсетам колегите кои што тогаш дискутираа, а повеќе дискутираа, дека оваа тема мора да се отвори и мора да се разговара. Јас по убедување не сум човек кој што мисли дека политиката треба да го регулира животот на луѓето. Напротив, мислам дека граѓаните сами треба да одлучуваат за својата патека низ живот. Но не можам да прифатам дека во Република Македонија со законска регулатива ние ограничуваме број на аптеки, а не ограничуваме број на коцкарници и казина. И тоа во момент кога имаме реално голема и тоа во ситуација кога имаме реално голема економска и социјална криза, која што е реална подлога за делови од семејствата во Македонија се повеќе и повеќе да навлегуваат во оваа ситуација. Доцна е за овој парламент, ние за 20 дена ќе се распуштиме, но ве молам, дел од вас ќе бидат пратеници повторно, политичките партии ќе бидат застапени, да го имаме на ум ова и да не остане како една од темите која што ќе треба да се решава после одржувањето на парламентарните избори. Благодарам.